Planinjето mene mnogo me vleče, to mi je kao duševna hrana. Vidite, ja sam rodil v planinsko mesto i trepkite mene mi se mnogo kao prijatelj su mnogo nanimi i prijatelj na planinata. Vidite, ja v ranije godine mnogo je stradao od raznih vrsti bolesti. Така да јас имам најдено лек за моите болести, самите тревки. Така мене ми е доволно 2-3 сата да поминам из планина, како да сум испил скоро едно шише лекови или сум лежал во 6 дена во болница. Толку се осеќам кога се вратам од планина, како да сум прероден. Да. Па јас имам некаде околу 60 години, ова ми е 59, скоро 60 години. Ти кажа, оште планината мене не ми смета. Не осеќам да сум толку во вода, слободно се движам. Не можам без да одам у планина, ден да не подам планина, тоа ми е некако чудно, ако не скинам некоја тревка да појдам да видам што е, како е. Во Македонија скоро сите планини имам. Души попреку Македонија имам поминато за сите планини. Али највише ме влече тоа ќе има Борот, Буката, Давот и тоа се тие високите планини таму се. И побогати со тревки и ваздухот е почист. Мога ова убавина цена нема. Не може да се процени богатството на природа, не може да се процени. Па не може ниједе да процени таа убавина што постои. Другар Александар, одамна сум слушнал за вашите лековити билки и чаеви. Ве барав низ Скопје, не ја најдов улицата. Ве молам, дали имате некој чај против висок крвен притисок? Јас и мојата жена сме на 60 годишна возраст и двајцата страдаме од ова. Ве молам, ако имате некој чај, ќе ви бидам многу благодарен. Петре Т. 23. мај 1984 година, Радовиш. Здраво, Чичко Ацо. Вие мене не ме знаете, но се надевам дека ќе ми помогнете. Се викам Наум, имам 31 година, живеам во Битола и боледувам од астма, повеќе од една година. Се надевам дека вашиот лек ќе ми помогне и ве молам како татко да ми помогнете. Еве ви праќам плик за да ми одговорите. Дали да дојдам кај вас во Скопје или преку пошта да ми го пратите лекот што е можно побрзо. Примете многу поздрав од мене. Чекам одговор. Ве молам. Драги пријателju Aco, šaljem vam ovu dijagnozu bolesti pa ostaje na vama da dalje učinite. Veoma sam zahvalan što ste se prihvatili da mi pomognete. Slobodan K. Beograd. Здраво, Чичко Ацо. Еве ви се јавувам повторно. Мислам, се сеќавате на мене. Боледувам од астма и досега ми имате пуштен од вашиот лек и се чувствувам многу подобро, па ве молам да ми пратите повторно и тоа што е можно побрзо. Се надевам дека се ќе биде во најдобар ред и многу ве поздравувам. Наум Ј. Битола.
Од Данска имав неколку писма телефонски од таму ја уведен, вика пратите ми лек за нервоза, за гастритис. Прв пат ми се јавија до Австралија, ми бара некоја тревка и со слика имаше во тоа напишано, вика молим те Ацо, прати ми таа и таа тревка за таа и таа болест. После тоа имаше од Румунија, дојде еден за некој девојче, нешто било болно, некој внатрешни болести, ми даде она дијагнозата, оти јас прво барам од лекар да ми донесе дијагноза што е, и по дијагноза знам да ги читам тие, и по дијагнозата одма ќе му одведам соодветен лек и ќе му дадам. Ланска година од Германија имам неколку души. Така да тревките мои патуваат секаде. Јас тревките мои ланска година имав на изложба во Рас Риека, кој имав покана да присуствувам таму, кој што имам патентирано чаеви. Али не може бидејќи сезона имаше заберење на тревките, така да од друштвото кај што јас членувам таму, отидоа мои колеги, да чајот мој беше изложен таму на таа изложба. И после тоа ја многу писма добив од цела Југославија и така да чаевите мои скоро одат низ цела Југославија. Па ете зашто помагат на луѓето со тревките. Приотни доктор за тревки, собира тревки, па после од тие тревки прави чаеви и им помага на луѓето. Идат луѓе кои бараат помош од него. Ти да бидеш травар билкар, тоа треба многу мерак, многу да си влюбен во тревките, многу да ги сакаш тревките, да уживаш со ними, просто да збориш, да ти го разбира јазикот тревката. Ја кога да појдам со ними, ја просто поласа ќе одмарам, ќе гледам, ќе уживам и ќе видам која тревка ќе скинам и ќе си сортирам по каталогот што е направено. Он убаво ќе ги набера, ама ја не морам се да ги сортирам од разни тревки што има низ натре, да ги изчистам, да ги приготвам се за здробење, вака се у холандези ќе ги наредам и едни и други, сите различни што се и после мора да ги здроби. И да ги сушиме. Па оди Бога ми, ако ќе донесам по 2 дена чистам травки, 3, па он ќе донесе, ќе остави, па другиот ден киде, ќе издробиме тие и киде, па други ќе донесе. Ја таман ќе расчистам овде тоа што сме набрали ѓубрето да го испочистам, другиот ден друго ќе ми донесе. Ја ќе го пак ќе средам надвор, ќе изнесам гајбите, холандези, други работи што има, све ќе ги изнесам и тоа се суши се па под сенка, не се суши на онако на сонце. Одењето мое во планина почнам некаде од април месец, па до септембар. Тоа е значи природата што е ваздухот, прочистување на организамот, тревките, jer луѓе кои што живеат у град. Ја затоа сакам секому да му кажам кој живее у град, си иде на годишен одмор, иде во Маврово, во Бистра, во Пелисте, роди. Зашто да си скине тревка, да си набере, се напие, така да организамот си го... Не да набере, барем да прошети таа тревата, да види од самото етерично улје што треба да го пуша, го удишува, без да знае он дека примил лекарства, ги прима тие лекарствата. Ја до самото берење на тревки, самото чистење, самото дробење тука што ги правам. Тоа сето она што она испарува етерично улје, тоа се тоа го удишувам јас. Зашто старите некој време не биле болест нема, ама тој ќе иде на жетва, ќе жние од самото жито, да тоа корисно. Овесот кога го жние што испарува улјето од орезот и тршно улје, го удишува и тоа корисно. Сенот што го косет го собире, оно испарува, он го удишува тоа. Тоа е многу корисно. Затоа викаме ми немало болни, немало болност, јапче не пилете од природни тие етеричните улја од самите билки. А па Бога ми, од кога отиде у пензија, кој се заработа со тие тревките која забра, да учеше книга до сега ќе завршише, да учеше школа до сега ќе завршише како лекар. Доста ги познава, он си чита. Ја нема време да читам. Малце имав и со жена се караме до тие книги да што ги купува. Јас со многу книги имам купено. Жената викаше многу пари трошиш, многу ово, многу оно. Ја мерак поне викам, жено давам пари, али мерак ја сакам секоја книга што искочи да ја видам, да ја прочитам за секоја тревка што е. И така имам избор направено од сите книги. А од книгите најдрага ми е баш ова што имам добиено од Врховниот штаб на Нов Ипој, 44 година, тоа е на 15.9.44 година, таа ми е најдрага книга и во неја се опишани болестите, тревките, кратко, јасно се опишани, али други книги се малку поопширни и пошироко. Али таа е толку кратка и толку јасно да секој може да ја разбере. Али на жалост што е таа книга тешко може да се најде сега. А таа книга не би ја продала тама не знам колку
da bi dao, ja tako ja ne bih dao. Tam je, od duša mi stoji i ne dam će ostane vnuci, paravnuci, gledajte, tamo stoji ime i prezije moje, stoji cenzura, vrhovni štab, vnuci te znaje da sam bil partizan i tak nikad se posjećati ti je neka od toga je dobijen. Ja za vreme rata, kako mlad, 17 godina, kako otidoh partizani, mene me ranije, na 3 mjesta sam ranet, ali drugите rani se malce polesni, ima jedna mnogo teška rana, golema rana koja беше od levата strana, ovdje gdje nešto se pozine jedna luzna mala. Ja uopšte usjeti se o malce nešto žeženje, bevne baš jaka borba беше toga, ne vнимавам дека доја, кога едно време фаќам рака да гледам крв тече од тоа. Кога погледнам на парче тога висеше надолу и се почне викам сигурно сум ранет овде викам. И гледам ушето он ми зуе нешто. А тој ми искина таа вената тука и затоа слабо слушам со левото уше. И тога немаше ни лекари, немаше ништо, еден лекар кој беше во цела. Тако ја ми текна тога за тие тревките како дедо ми што ми расправал да најдеш таа тревка за тарана, таа зова ја наоѓам, таа ајдучката треба ахилеја, што се викала тога и после карста ајдучка треба. Најдам од неа листот, извакам со уста, го зивам, го врзав тука на стајната, местото од кошулјата на парче го скинав, го врзав за 3 дена раната беше како да е со шиена со конец. Да уопште таа треба не дава раната да се инфекцира или да загнои, уопште тоа нема да тие толку е ефикасна таа треба, затоа е карстена таа ајдучка треба. Слушај, на сите раненици кои ми се обратиле, кои дошле кај мене, ја не сум дозволил да ниједна рана да загнои и да се инфекцира, тоа не постојало оште. Зашто тога немаше ни лекари, толку немаше ништо, сами се лечеле. Али тоа мене ми остане во идеја и сиде ми што го ми вика докторе, помош давај. Ацо. Доктор Ацо го викаат. Сите го викаат докторе, викни помини од овде и децата, доктор Ацо, како си и децата со него се играат, вика Чичко Ацо стана доктор, пензионер, доктор не стана. Ај, докторите, овде имаме еден комшија, тој замени помени, како си докторе, колега му викат, други некои, и тие колега го прават све. И у болница да си поеде со ними, сите му викаат колега. Донеси ни чај за ова, за она, и тие барат чај од него. И лекарите. Стварно имаат забораваат многу, затоа нешто забораваат, некој не знае, али да знае дека природата толку е корисна, човек да е позина, да ги познава некои растенија што се корисни. Ја ова генерација сега не е патила такви маки, јас за време Више Југославија и за време рато идеш у планина некаде, немаш што да каснеш, вода ти се пие, нема вода каде се напиеш, гладен си, уседјаш, а природата све створила, и вода створила, и за храна.
Например, јас баш муо се сеќам, гладен, ми се јаде, нема каде, и наоѓам на тревка што вика вилино сито, се вика тоа, на тие се ни трњи, ниско расти. Откопо тоа кореното од него, излупи го, и тоа е многу благо за јадење. Од него 2-3 коренчи изеди, значи преку цел ден уопште не текно за јадење. Толку е сито. Она вода, ова што е чувар куќе улкосано, тоа го има во сите суви планини кај што нема вода, тоа тамо расти. Тоа може да расте тоа без вода, нема потреба вода. Тоа е кисело, красатко е, а ти се пие вода од него, скини лившије каси неколку, значи уопште за вода ќе заборавиш да се пие вода. Буковата шума, млада. Јас имам јадено многу, па онда од букито на, што викаме ние, буклинки. Од тоа. Значи природата многу има, многу артикли што се јаде, човек може да преживее барем неколку дена со тие природни богатства што се во планините. Значи, најголемата апотека е природата што створила, тоа не може никој да го процени, уопште тоа, мислам, вредност нема тоа таква вредност која може да рече толку вреди природата. Таните мене ми ги откриваше како дете мало ше в школа кога учев за кога природно здание што тоа, па плюс тоа дедо ми беше и тој многу ме раклие за планините, уживаше многу во планини да шета. И со него јас како мал, кај одеше јас се по него се влече и му објаснуваше дека планината е многу вредна, многу е корисна, шумата нарочито. Тој ме научи да јадам и бука, шума букова и овие некои корења да ги јадам, тие се многу користни, вика ти јади ги, ти за здравјето се користни и како хранливи. Растенијето што ми пренесе неколку растенија, нешто ги има во литература, нешто ги нема, а јас од него ги запамтив и така си ги берав и после ги проучив и пробав дали се корисни, стварно се многу корисни и тие растенија што он ми ги кажал и ден денеска ги берам. Прем да има некаде и он што ги научил од дедо му, од предедо, па јас од него некаде околу 250 години има некои тревки што ги берам сега во литература ги нема. Па тие јесенското ресје го најдов една книга во Кичево пред 15 години и го бара во други книги, не може да го најдам други називи како се вика, и една бела трева, тоа викаат старите луѓе викаат маја сила трева, и таа е многу корисна, али мора да има и други имиња, некој и хемиски состав до сега не е пронајден и никој не се заинтересирал. Ја баш имам некоја дадена некоја трева на испитување во Колитов дека за хемиски состав е скоро година дена. Уште одговор немам дали каков хемиски состав има таа тревка. А село кај ме подубица откриена сигурно има више од 250 години. Мене дедо ми кога дедо му него ли кој бил некој од селото моје до планината кај што се работи е многу далеко, околу 2 сата пешки од ние. Тоа се пешки со коњи одел, таму возила не одел. И стан некој го заболел стомак. Баш колку пладне и што ќе прави тоа и го боли стомак, не може да издржи, викам, ќе остане горе. И решил да сиде кај дома да сиде. Тама до сред патот го стегнува јако и паѓа у несвес. Да више не знае каде. Од такви болки што имал, не знае, од секој човек кој има болки не знае што да прави, тој во тоа момент околу него се што имало трева почнал да јади од тревата. Случајно нашол на таа подобица. Каснува од неа се освестува човек и се чуди сега зашто се иде. На никакви тегоби, никакви болки не осеќа. И он набрал неколку тие тревки, се чека некој да заболи стомак да види која е тревката. И така е пронајдена. И ми рекол дедо ми викаше, ова тревка кај ќе одиш у джеб да си носиш. Ако си у планина, касни си од неа, ако си дома, свари си чај, си пиеш ова за сите видови стомашни болести. Таа они, како што кажува старите, откриле дивите кози. Значи, ако ги касне змија, оти таа пишува и против отровни. Шом си касне змија, ти знаат каде право одет на таа тревка да јади од неа и нема гај. Ја тоа ми остана до мене во сеќавање све, а целото време што ја без неа, прво влагам у планина, од неа си наберам у джеб и слободно си креќам сика планина да опште немам страф од ништо. Ни од змии имам, ни од други животни. Ме познаваат скоро, јас сроден сум со нив, секој сум у планина. Најопасни се во август месец, која е најголемата вручина, после 12 сато. Од 12 до 4 сато е многу се опасни во планината. Што она е во Жешкото, кога е опасно. Али е опасно ако е случајно ја нагазиш некаде. Значи што ти проваѓаш, она ако те сети дека нешто иде, она бега. И одма ќе сетиш дека нешто ти шушти, значи она бега од тебе. Ево еден случај, баш кога берев жалфијата тамо, и гледаме на убава, на карпа убава жалфија, ама туа да има еден смок голем, и тој заспал во тоа топлината, ладно си нашол тука, ја без да гледам дека нешто има доле,
i da go nagazam, nego go zgazim, on od mene se isplaši, ja od nego, той вади угаре, ја удолу. Мене ми е тако животно да го темам. Ја ги гледам, кој берам тревки, доаѓа црнички, зајци, оно. За лов не ме интересира воопшто, не ги ни гледам. Мене ми е билката вроден, а ловот не тоа. Ако во градот пронајдете некоја полјанка што се уште не е претворена во паркинг, наведнете се. Ке ве заплисне познатата миризба на треви и цвеќиња од детството. Вие нормално сте пораснале, а тревките останале долу под вашите нозе, ситни, далечни и заборавени. Силата на твоето тело лежи во соковите на растенијата. Ова во 3700 година пред нашата ера го запишал кинескиот цар Шиан Нонг. Стариот завет е полн со упатства за лековитите својства на растенијата. Во египетските пирамиди се зачувани траги кои јасно кажуваат дека лековитите растенија во животот на овој народ имале голема улога. Кентаурот Херион од грчката митологија ги лекувал раните на Ахил со ахилеја или ајдучка трева, како што би рекле ние денес. Но да ги оставиме митовите. Основачот на медицината, грчкиот лекар Хипокрит, запишал: вашата храна нека биде ваш лек, а вашиот лек ваша храна. Заборавивме. И покрај големиот напредок, светот на растенијата се уште е тука, околу нас, како најважен дел на нашата исхрана, неопходен за одржување на нашиот механизам. Луѓето некогаш знаеле дека растенијата значат не само храна, туку и лек, здравје. Знаењето се пренесувало со генерации и зачинето со малку мистика и празноверие, ја создало народната медицина, единствениот начин на кој луѓето се лекувале со векови. Подоцна многубројни народи ги отфрдиле мистиката и празноверието и се ориентирале кон научното посматрање на природата. Со развитокот на природните науки, луѓето ги проучувале и лековитите растенија, но кога поверувале дека знаат се за нив, започнале во хемиските лаборатории да произведуваат вештачки супстанци, што наполно ќе ги имитираат, ќе ги заменат, па дури и ќе ги надминат лековитите својства на растенијата. Прогресот така ни наметна таблетки, инекции, капсули и ампули, наместо необичните, неугледни, но лековити тревки. Сепак, не исклучувајќи ги лековите и медицината, тревките се уште можат да помогнат многу. Тие ги имаат зачувано своите лековити својства. Во светот веќе се чувствува еден процес на повторно враќање кон природните извори за одржување на здравјето. Можеби, современиот човек навистина ќе мора повторно да ги открие лековитите растенија. Зимно време ја многу тешко проаѓам тие неколку месеци, што не може да појдам у планина, али паси ја имам разорода, проучавам тие книгите, некоја книга нова ќе земам, ќе ја прочитам, со пакување на тревките, со комбинирање на чаевите, која за која болест е, така да времето мене лесно ми проваѓа. Овде ми ова работна просторија, ја претежно тука го поминам времето. Овде што има овие мирисни тревки, све ми се тие околу мене тука, баре ги гледам, уживам во оние емисии како да сум ги брал. И мирисе и така ми се чини како сега да сум го донесол ќе го. И тоа до ми е мене вродено во душа. Ова ме држи, а така ева толку години. Ја кој ме гледа секој што да ми викам сите цивилизации, викам од тебе, викам ја не избрише, нема гледам си појак од нас. И видам ја тамо спортот со овие војни инвалиди. Видам тоа и спортот мене во ме одржава. Јас се спортувам такви во више бој.
неколку години прво место за Македонија го бил зеден. Не да ви кажам, не на тоа, јас сум порано одел, ево 3-4 години со бастун, ја не можев да одам, дали ова кој сум ранет на ногата, ја многу не можев и да пешачам. Али ето тој спорт мене ме одржава, тоа билките ме одржава. Ја тој не мислам во болест. Тој многу лошо човек како ето се заборот нешто, сега сум болен и готово. Тоа е многу лоша работа. Никој човек не треба да рече, болен сум, нема лек. Лек има.